Меѓународниот трговски арбитражен суд во Софија, Република Бугарија, се занимава со спорови на трговски, граѓански и правни лица, покренување правни празнини по однос на склучени договори за деловна соработка помеѓу правни субјекти, спорови од интелектуална сопственост и слично. Правдата во овој суд од неодамна ја дели и еден македонски представник, кумановчанецот Зоран Андоновски. Андоновски како меѓународен арбитер вели дека за него представува предизвик да се прифати и остварува ваква функција. Софискиот арбитражен суд е надлежен да постапува по сите видови на парични побарувања што се предмет на постапката и пред националните судови во Република Македонија. За мене беше предизвик да се прифати оваа функција, пошто станува збор за суд со меѓународен елемент, во кој ефикасноста е на многу високо ниво. Организацијата на арбитрите кои постапуваат во судот е определена со уставот на Софискиот арбитражен суд. Меѓународниот трговски арбитражен суд е релативно млад, но исклучително ефикасен во разрешувањето спорови согласно надлежностите од граѓанскиот процесуален кодекс на Република Бугарија. Времетраењето на постапките во зависност од видот на спорот е ограничено, вели Андоновски, нагласувајќи го начелото на едностепеност во донесување на одлуките. Споровите во кои постапува судија поединец, тоа е со ограничување до 12.500 евра, наградата на еден арбитар изнесува 125 евра. Што се однесува до постапките се разделени на два вида. Оние постапки кои ги суди арбитар поединец, кои се до износ од 12.500 евра и кои завршуваат за 3 месеци. Останатите постапки кои го надминуваат износот од 12.500 евра ги суди арбитражен совет од тројца суди, со тоа што едната договорна страна има право да го именува едниот арбитар, другата другиот, а третиот го именува председателот на Софискиот арбитражен суд и тие постапки завршуваат за 6 месеци. Одлуките донесени од страна на Софискиот трговски арбитражен суд представуваат странска судска одлука која согласно Њујоршката конвенција за признавање и донесување странски арбитражни пресуди од 1958 година, ратификувана од страна на Собранието на Република Македонија, станала составен дел на нашиот правен поредок, признавајќи се како вонпарнична постапка пред вонпарничен суд и по признавањето добива иста сила како редовна пресуда со што подлежи на присилно извршување. Македонците имаат одредени предности по однос на користење на услугите од арбитражата како меѓународен суд, иако бројките покажуваат дека во 2016 година во Република Македонија арбитражите имале само 10 предмети, минорна бројка во однос на 100.000 предмети реализирани лани во арбитражите на Република Бугарија. Јас се надевам дека Република Македонија, особено бизнис заедницата, ќе смогне сили за да ги исползува сите придобивки од арбитражата, за да не води безпотребни судски постапки кои траат по 2, 3, 5 години у зависност од случај до случај, за да можат едноставно да го прилагодат своето работење на европските стандарди во остварување на нивната крајна цел, а тоа е освојување на нови странски пазари. Андоновски посочи дека бизнис заедницата од Македонија, која неретко се соочува со безпотребни, долготрајни, често и долгогодишни спорови, може да има исклучителна полза од услугите на меѓународната арбитража.